Благодарам, колешки, на вашата реплика. Ќе сватам како добронамерни сугестии, но со ова покажавте дека и сушност не наведовте ние да мислиме дека оваа влада за градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН нема средства. Да, така е. Факт е дека оваа влада само декларативно се залага за доброто на граѓаните на Република Македонија и дека пред избори се ветува се и се што, а потоа ништо не се реализира. Зборувавте повеќе за вашата општина, отколку за мојата. Повелете, посетете ја, ќе видите што се има направено таму, затоа што е крајно заборавена и ние, еве јас конкретно како пратеник од општина Виница, се трудам да колку можам повеќе да допринесам, значи и на овој начин да се обезбедат средства за да се подобрат условите за живење на моите сограѓани. Јас за друга општина нема што да кажам, затоа што нели живеам во Виница и таму секојдневно гледам и слушам со какви проблеми се соочуваат моите сограѓани. Тоа значи не го гледам само јас, тоа го гледаат и граѓаните на општина Виница и затоа неодамна имавме локални избори, својот револт и своето незадоволство од минатото владење, значи на локалната власт на СДСМ го казнија со 1400 гласови разлика, кој што секако нели дојде во прилог на ВМРО ДПМН и граѓаните на општина Виница покажа овој пат на кого треба да веруваат и кој за нив реално ќе се залага. Јас зборував дека овој проект бил ветен, значи од претходниот градоначалник на општина Виница, кој што беше редовите на СДСМ, ветен уште во 2017 со рок на реализација до 2019 година. Сега сме крајот на 2021 година. Ништо од тоа. Ништо од тоа, ништо од многу други работи кои што останаа само на лист хартија која што нудеше живот за сите. Нели? Од таа хартија, знаете што остана во Виница? Остана нереализирани речните корита на двете реки кои што поминуваат низ градот, браната на реката Сушица, булевар на влезот од градот, остана ненаправени велосипедските патики, домот за стари лица, остана Виничкото кале, значи да тоне и да пропаѓа, што е навистина голема штета, и четврти пати за Виничкото кале поднесувам амандман, затоа што е заборавено и од локалната, и од државната власт, а навистина не заслужува, значи да се случи тоа, затоа што не само што е промотор на мојата општина, тука е промотор и на цела Македонија, на секаде во светот. Така што вашата реплика, не знам како да сватам, дали како предавање за тоа каде ние можеме да набавиме средства за нашите општини, или сакавте едноставно вие да си кажете што и како во вашата општина се случуваат и се одвиваат работите. Благодарам.